Во Аргумент Плюс денеска ќе се обидеме да додадеме уште малку на онаа слика која што денеска беше во Кочани, се разбира ќе се префрлиме и пред кривичниот суд нешто подоцна, каде што во тек е распитот на 7 полициски службеници кои што исто така се осомничени во случајот поврзан со трагедијата и пожарот во дискотеката Пулс. Во Кочани утре ќе се одржи погребот на загинатите во дискотеката и денеска таму атмосферата се разбира како и сите денови е траорна. Го вклучува Миле Петрески за да ни објасни и да ни пренесе дел од атмосферата, но и дел од информациите околу тоа што се случува со притворите за оние кои што веќе се во краткотраен притвор, а денеска треба да им биде продолжен. Иле, еве накусо за овие работи. Да, за 10 души, за 10 мина веќе има одредено краткотраен притвор од 48 часа, за 6 мина кои што веќе има 48 часа притвор, се чека да се донесе ново решение, дали тоа ќе биде подолг притвор или ќе бидат со 48 часа или пак ќе бидат ослободени. Ова е информацијата која што најверојатно ќе ја дознаеме утре, бидејќи според информациите кои што ги добив од основното обвинителство во текот на денешниот ден, ново обраќање во јавноста, јавниот државен обвинител нема да има, се очекува тоа да биде направено во текот на првата половина од утрешниот ден. Овде во Кочани на распите едно лице во обвинителството во Кочани, раководител од Министерството за економија, кој практично бил вмешан во издавањето на лиценци, со него разговараат судските истражните власти. Други информации од овде во однос на приведените за сега немам. Атмосферата е траорна во Кочани. Ти денеска се обида да разговараш со кочанчани. Предпоставувам дека тие не се премногу расположени за разговор, што е нормално, логично и очекувано. Што велат кочанчани? Успеав да поразговарам со дедо кој внукот негов е на лекување во Турција. Вели дека неговите родители се таму со детето кое што има 20 години и полека се опоравува и за неколку дена според најавите од докторите во Истанбул ќе биде пуштен на лекување. Она што е добро, наишле на доктор од Македонија кој што работел токму во истата болница, па имале полесна комуникација и можеле да дознаат многу подобро и појасно што се случува со нивното дете, родителите кои што се таму во Турција. Поразговарав со родител на девојче чии другари 7-8 нејзини врсници го загубија животот во дискотеката на смртта. Поголемиот дел од кочанчани не сакаат да разговараат, велат дека немаат сила за оваа траорна ситуација да разговараат, бидејќи им е навистина многу тешко. Овде на плоштадот во Кочани има голем број на новинарски екипи. Претпоставувам дека многумина давале изјави, раскажували и веќе се изморени да го повторуваат истото. Кој да почне да разговара со нас новинарите за неколку секунди, тоа се претвара во плач, во тага, бидејќи тие речиси сите со секого се познаваат. Ова се помали населени места, помали градови, ако не се роднини или кумови на некој начин, тие се познаваат едни со други или се познаваат преку нивните деца. Предлагам да погледнеме дел од разговорите што ги имав денеска. Ја имам и внук у Турција. Тамо го одведоме. У Турција внукот. Авионски се ојде и таму се свиновите су таму исто у Турција. Што викаат, како е? Добар бил сега. Добар бил. Фала Богу. Добар. Јас се крстам плачам дома,
со мен порасна. И се, што да кажем, само ќе останеме призонери у овај град. Сите млади загинаа. Да побарате некој 100-годишен жител на Кочани, евентуално да има кој што нели памти таква работа, не памти во својот живот. И покрај нели сето она што го памти во историјата назад. Мора животот да тече напред. Али ова е катастрофа голема. До сега не сум десил, јас сум 65 години, до сега не се десило овако нешто. И тие деца здрави прави, отидува, по кој повод, ај кажи. Лошо ги гледа, се биле на моја керка, се другари, школски, се да ја работи. Млади деца. Абе се млади, моите керки ги знаеш сите. Тешко, нема сила што ќе се најде више. Тешко. Ние имаме почина. Почина, но имаме братанец на него. Почина. Дел од разговорот кој што го имав со кочанчани во текот на денота, како што може да се види позади мене, се уште од раните утрински часови па се до овој момент луѓето се потпишуваат во книгата на жалоста, палат свеќи, се присетуваат на 59 млади животи кои што згасна во еден миг во дискотеката во саботата навечер. Утре, како што кажав и во претходните линковски вклучувања, е погребот на 30-тина овде во Кочани, 30-тина млади лица, каде што нивните сограѓани ќе им кажат последно збогума, останатите ќе бидат во поголемиот дел од Источна Македонија. Младен? Имавте обид да се приближите и до дискотеката на смртта, како што ја нарекуваат. Меѓутоа, како што разбравме, таму достапот се уште не е овозможен, веројатно поради доказната постапка. Да, се уште има истражни лица, се уште ги има оние ленти од полицијата каде што не е дозволено да се пристапи ниту со автомобил, ниту пеш. Полицијата го обезбедува настанот, се уште се бараат некакви докази, материјали за да се утврдат и други причини, а се разбира и да се видат и други работи кои што им се потребни на истражните органи. Се јави од Кочани, како што веќе најавивме, утре таму ќе се случи погребот, најмасовниот погреб се разбира, ќе има погреби ќе се одржат и во Скопје, Штип и во Облешево. Пред тоа се издаден безбедносен протокол и насоки за етичко известување од погребот на жртвите во Кочани. Ќе го прочитам кој што пред малку беше востановен. Владата на Република Северна Македонија во координација со Министерството за внатрешни работи и во консултација со Сдруженијето на новинари на Македонија, како и со самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, изготвија протокол за безбедност при известување од погребот на жртвите од трагичниот настан што се случи на 16 март во Кочани. За представниците на медиумите кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбедат посебна зона од патот на поворката на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Овој простор ќе биде обезбеден од припадници на МВР со цел да се гарантира ред и безбедност во означената област. На оваа зона исто така ќе важи забраната за управување со беспилотни летала дронови. Овој медиумски протокол има за цел да ја заштити приватноста на семејствата на жртвите, додека истовремено овозможува новинарите и снимателите безбедно да го следат настанот од соодветна дистанца. Имајќи ја предвид чувствителноста на оваа трагедија и универзалните етички стандарди за професионално известување, Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ги повикува сите новинари и медиуми да се придржуваат кон следниве етички принципи. Почитување на личната болка и достоинството. Новинарите треба да известуваат со емпатија без да навлегуваат во приватноста на семејствата на жртвите. Избегнување на сензационализам. Известувањето за трагични настани мора да биде ослободено од сензации, шпекулации или емотивно набиени наративи, фотографии и видеа. Објавување на проверени информации. Треба да се пренесуваат потврдени факти за да се спречат дезинформации. Зачувување на баланс и непристрасност.
Медиумите треба да се осигураат дека нивното известување не придонесува за јавна вознемиреност. Освен ова, подсетуваме дека Меѓународната федерација на новинари во своето соопштение од вчера за оваа трагедија исто така ја истакна важноста на етичкото известување. Глобалната повелба за етика на Меѓународната федерација на новинари ја подвлекува должноста на новинарите да го почитуваат достоинството на луѓето и да ја стават точноста над брзината при пренесувањето на вестите од овој трагичен настан. Со цел да се обезбеди непречено движење и идентификација, медиумските работници треба да поседуваат со себе пресобележја и новинарски легитимации издадени од нивните матични медиумски куќи. Се вели во соопштението што пред малку беше испратено од владата на Македонија. Во продолжение, почитувани гледачи, предлагам да ја погледнеме дел од денешната пресконференција на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, каде што се објаснуваат деталите од истрагата која поврза 7 полициски началници и службеници од Штип и од Кочани во врска со кривичниот настан и погибијата на 59 млади луѓе. Надлежен јавен обвинител од ОЈОГОК донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 7 полициски службеници. Според действијата опишани во наредбата, постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело тешки дела против општата сигурност. Како службени лица вработени во СВР Штип и ПСО Кочани, како соизвршители, осомничените, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што починаа 59 лица, а 196 се здобија со тешки телесни повреди. Имено, првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во оделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот, како началник на оделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Петтиот, како документарист во ПСО на Кочани, изработил телеграма во која не навел точни и целосни податоци дека во и близина на кабарето има пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела, додека шестиот во својство на заменик командир и седмиот како началник на оделение за внатрешни работи Кочани, иако знаеле дека има повеќе пријавени нарушувања на јавен ред и мир во и близина на кабарето, истите вака изготвената телеграма ја одобриле и подпишале, со што како службени лица не постапиле согласно прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за кабарето и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето. Ценејќи дека се исполнити условите, јавниот обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување на мерка притвор за сите 7 лица. Овие лица во овој момент се обезбедени од страна на Министерството за внатрешни работи и се носат во рамки на надлежниот суд пред надлежен судија во рамки на претходна постапка. Исто така сакам да истакнам дека до сега има определено мерка притвор за
18 лица, освен овие 7 кои што ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, ќе биде изведено пред судија на претходна постапка уште едно лице по наредба на надлежен јавен обвинител, кое што е поврзано со овој кривично правен настан, а при тоа е едно од раководните лица и во овој момент во Министерството за економија. Доколку имате прашање, повелете. Дали се работи за истите лица, овие 7 припадници во СВР-шките и полициска разграница во Кочани, со истите што вчера беа разрешени? Не, овие се лицата кои што потпишале, овозможиле и предизвикале, односно имаме основи на сомнение дека со изготвување на незаконски документи допринеле да се случи ужасната трагедија од пред некој ден. Значи, овие имаат конкретни действија, врз основа на кои што конкретни действија во овој момент надлежниот јавен обвинител по претходно изработена и доставена кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи, одделот за внатрешна контрола, надлежното јавно обвинителство ОЈОГОК, ценело дека треба да се процесуираат на ваков начин. Министре, за која лиценца помогнале всушност овие лица за таа 2021 за 2023 и таа фалсификована? Во кој време? Овие действија се превземани, овие действија согласно информациите кои што ги имам се превземани за издавање на лиценцата од 2023 година. За лицето што го споменавте, уште едно лице од раководна позиција во Министерството за економија, кога произлегува овие сомнежи? Дали во текот на вчерашниот ден или се работи за сосема ново лице? Ова е истото на лице кое што во текот на вчерашниот ден напоменав дека се вршат претреси во рамки на службени простории кое што тоа ги користи во Министерството за економија и кое што е директно поврзано со сомнежи кои ги имаме, а се во насока на изготвување на незаконски документи од страна на Министерството за економија поврзани со предметниот кривично правен настан. Има ли примерено луѓе од општината се за сега или се уште се истражува? Согласно информациите кои што ги имам досега, се уште сме во постапка на утврдување на детали во однос на фактичката состојба и напоменувам дека за секој ден за кој што ќе биде утврдено било какво действие со кое што е одредено кривично дело сторено, без оглед дали говориме за действие на превземање или на пропуштање, ќе бидат превземени соодветни постапки од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка и координација секако со надлежното јавно обвинителство. До сега, пак ќе повторам, имаме 18 лица директно поврзани со предметниот кривичен правен настан. Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува поврзана со кривично правниот настан. Огромен број на луѓе е вклучен како од обвинителството за организиран криминал, така и од севкупното обвинителство и од скоро сите поврзани истражни тимови во рамки на Министерството за внатрешни работи. Одделот за организиран криминал, крим полиција и така натаму и така натаму. Списокот нема да биде затворен тука. Согласно индициите кои што катадневно ги отвараме. Да, тоа беше дел од пресконференцијата на Панче Тошковски, на министерот Панче Тошковски, а пред Кривичниот суд имаме некакво раздвижување. Благојче Костадинов е таму. Дали веќе има најави дека може би се определува или за некои од осумничените има определен мерка притвор? Благојче?
За сега официјална информација се уште немаме. Ние сме овде кај кривичниот суд во Скопје. За сега изнесоа од кривичниот суд само едно лице кое што го префрлја во полициско возило. Во исчекување сме во секој момент да бидат изнесени и другите останати 6 полициски службеници кои што се товарат за кривично дело. Се уште трае распитот. Според неофицијални информации дознаваме дека распитот е завршен со 6 лица и се води распит се уште со едно лице, но за сега ова се информациите, бидејќи немаме се уште официјални потврди, остануваме овде на терен за да добиеме официјални информации. Секако во информативните емисии што следат ќе информираме навремено и точно. Студио. Благоче, како што разбравме, едно лице веќе е излезе од судот и со возило полициско е пренесено. Предпоставката е дека за него е одреден мерка притвор, предпоставувам. Да, се уште е тоа на предпоставка, се уште немаме официјална потврдена информација. Тоа што го видавме пред некоја секунда, дека само се пренесе во полициско возило надвор од кривичниот суд. Добро, во се разбира во следното информативно издание ќе известиме повеќе за тоа што се случува пред кривичниот суд. Благојче Костадинов се јави од таму. Почитувани гледачи, тука некаде ја завршуваме овој дел на информативната програма со нови информации во вестите во 20 часот. Пријатно!